Дистрикт Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Джелал Незири. Джелал Незири е искусен истражувачки новинар и аналитичар. Основач е на Данскиот скуп Македонија, Центар за истражувачко новинарство, организација која го сврте вниманието во јавноста со бројни теми во кои разоткриваше корупции и разни злоупотреби на носителите на јавни функции. Незири е член на Меѓународниот советодавен одбор со седиште во Брисел, а базата на Скуп Македонија е Данската асоциација за истражувачко новинарство и мрежата на центри за истражувачко новинарство. Кажав малку, испуштив секако многу за него, понекаде веројатно и погрешив, коригирајте или дополнете господин Незири, ако нешто важно не спомнав, но најнапред добре дојдовте во Дистрикт Цивил прес студио. Добро ве најдов, чест ми е да бидам ваш гост. За тоа дали испуштивте нешто, ние сакаме само да се представиме како новинари. Сите оние други, како да речем, функции или позиции се небитни во нашата професија. Еднаш новинар, секогаш новинар. Да. За нас е битен производ. Вие магистриравте на тема која не е новинарство, но е блиско до новинарството. Јас магистрирав фактички комуникацијски науки. Така. А темата ми беше присуството на истражувачкото новинарство во печатените медиуми во Република Македонија. Се уште во тој период имавме печатени медиуми, сега мислам дека има Еден-два. И таа ми беше темата, да видам во која количина и каков квалитет е присутно истражувачкото новинарство во печатените медиуми. Ова прашање ви го постави само од еден аспект, бидејќи на почеток спомнавте, нели, и јас потврдив еднаш новинар секогаш новинар, но вие сега се движите по науката, од магистратурата подготвувате колку што е познато докторат. На која тема и каде се движи Джелал Незири, ќе го видиме утре како универзитетски професор, претпоставувам. Па не е исклучено. Можеби знаеш, кога ќе поминете едно време во професијата, мислите дека сте стигнале доволно за да можете тоа искуство и тоа знаење да го споделите со другите, особено на младите. И тоа веројатно ти пружи некаква сатисфакција, задоволство, не само работа. И затоа мојот докторат јас ги запишав во истиот институт, значи Институт за политичко правни истражувања, тука во Скопје. Немаше правец или гранка за некоја програма слична или поврзана со новинарството, освен политичките науки. Значи, јас сум фактички докторант по политички науки. Темата ми е идентитети, значи етнички идентитети наспроти националните идентитети во Балканот, со фокус на албанскиот идентитет, значи етничкиот наспроти националниот. Така што се уште не сум завршил со испити, па би требало веќе од наредната година да почнем да работам и на теза. Се појавувате често и по телевизиите, давате своји суди, анализи, пишувате исто така за актуелни состојби. Што се случи со локалните избори? Која е оценката на Незири? Генерално, во реченица две. Генерално, мислам дека локалните избори го покажа расположението на гласачот не само за локалните теми, туку и за севкупно ситуацијата во земјата. Но тоа не мора да значи дека политичките партии се делегитимирани во однос на централната власт. Според мене, оставката на Заев беше избрзана и емотивна. Ние често сме сведоци да гледаме дека граѓаните, гласачите
на друг начин гласат кога се работи за председателските, на друг начин гласат за парламентарните и на друг начин гласат Но психолошкиот притисок, колку што можам да ве разберам, оценувате дека беше толку силен да направи притисок и врз него да го каже тоа што го каже околу ставката. Но мене ме интересира што всушност се случи, ни една анкета, ниту една анкета, значи од овие многу од нив се прикажуваат и како еминентни центри за истражување на јавното мислење, не погодија прво излезноста, беше помала од очекувањата, и второ резултатите. Исто така, не очекуваат толкава, простите на терминот, освета врз власта. Може ли да е тоа последица од некакви емотивни фрустрации, особено кај македонците, кај македонскиот етникум, од преспанскиот, од ова со Бугарија, некакви понижувања и така натаму? Можно ли е тоа да влие врз колективното гласачко тело? Потребам колективното поради тој цунами бран што неочекувано се случи. Ако ги анализираме бројките, ниту една партија нема пораст на гласовите. Дуи има една константа, 105.000 имаше 2020 година, лани, на парламентарните избори, и сега го има истиот број. Додека другите партии имаат пат на гласачкото тело. ВМРО ДПМН, за разлика од 2017, например, претходните локални избори, има минус 50.000 гласови. Значи, може да констатираме дека граѓаните воопшто губат доверба во политичките партии, еве во СДСМ и во ВМРО генерално? Губат во политичките партии и има тенденција на поддршка на нови популистички движења или нови граѓански движења. Нели малку чудно што губи поддршка и опозицијата, ако граѓаните се незадоволни од власта и власта еве ги изгуби изборите, но според бројот на излезноста и на освоените гласови, еве и ВМРО ДПМН како носечка опозицијска доби помалку гласови од претходните избори. Која е таа дисторзија? Независните листи имаат влијание, независните кандидати и така натаму? натаму? Има две причини. Првата е тоа што вие го спомнавте, независни листи, па имаме и популистички движења, значи како што е левица која што придобива гласачи на многу лесен начин, играјќи со чувствата на граѓаните, особено на етничките македонци. Значи игра на факт е дека преспанскиот договор беше голем компромис. Или тоа што не очекува со Бугарија исто така е голем компромис. И рационалните политички сили, субјекти, партии би требало да ја видат нашата позиција во однос на Грција и Бугарија и низ таа призма да ја анализираат и да го анализираат и исходот. Значи генерално некаде се истори гнев генерално према политиката? Мислам дека према политиката, а втората причина мислам дека е грешката би рекол на СДСМ што целата енергија во изминатиот период ја фокусираше во надворешниот план, надворешната политика. Очекуваше многу резултати на тој план. НАТО членството се случи после преспанскиот договор, ги доби изборите и председателски и парламентарни и сега се очекуваше датум за преговори. Ако земјата ги имаше започнато преговорите за членство со Европската Унија, како што беше најавено уште во 2019 година, тогаш верувам дека резултатот би бил поинаков за СДСМ. Но фактот дека таа инвестиција во надворешниот план, во таа надворешна политика пропадна, со тоа што Бугарија стави вето, беше еден голем удар и за СДСМ внатре во внатрешниот план, внатрешна политика, што се одрази на локалните избори. Освен тоа, тука може да се додаде и не лошото менаџирање со општините, туку оддалеченоста од граѓаните, затвореноста во однос на граѓаните на функционерите на СДСМ, кои што според многу експерти викаат дека тоа е еден вид на традиција во партијата што не е многу умешна во задржување или воспоставување на таа здрава комуникација со гласачите. Тука актуелната опозиција е повешта, мислам на ВМРО ДПМН веројатно, нели? Вие сте експерт на некој начин и за политичките кампањи и кампањите
и тука може би имаше промашување или грешам во делот каде што луѓето очекуваат, премногу се ветува, луѓето веќе препознаваат што е реално остварливо. Ако ветите дека за една година во една општина Скопска, например, ќе изградите 2 училишта и 4 градинки, знаете дека луѓето знаат дека има буџет само за една градинка и заплатите за администрацијата, може ли да и кампањата, таков тип на кампања од премногу ветувања и кај власта и кај опозицијата резултат на излезност? Па кај власта фактички тоа може да се мери. Значи, ако ветувате нешто што било ветено и пред 4 години, значи тоа има контраефект. Но опозицијата, кандидатите, нивните кандидати ветуваа, го има тој лукс да ветуваат и неостварливи проекти или популистички проекти, значи бесплатен паркинг, бесплатен јавен превоз, што може и да се случи во првите месеци на мандатот, но тоа не е издржливо. Тоа што се ветија проекти кои не може да се реализира толку лесно, имаше контраефект, но јас верувам дека овие избори беа еден вид на начин самиот гласач на СДСМ да испрати силна порака кон оваа партија. Не само гласач на СДСМ, туку и многу други граѓани, слободни граѓани, движења кои застанаа за таа идеологија на СДСМ, едно општество за сите, одлучија на овие избори со самиот бојкот на излезност да гласаат, да покажат дека сепак партијата не може да се води како, ајде да речем, како компанија, туку не може да се монополизира таа идеологија и тој идеал на партијата. И мислам дека таа беше главната порука. Гласачите веќе препознаваат дизајнот на движењето на политичките партии и нивното однесување. Секако. Можно ли е меѓународниот фактор да имаше исто така некакво влијание за вака неочекуван епилог на локалните избори? Кога велам неочекуван, не мислам да подценам победата на опозицијата, во секој случај ги доби мнозинството од општините, и тоа главно и скопските со добар број на разлика, иако освои помалку гласови од минатите избори. Но можно ли да е некаков пуч, нешто од Калето, нешто од Москва, ја спомнавте Софија? Па не верувам дека можеби некој би имал интерес да влијае на локалните избори. Ако има надворешни влијанија, јас мислам дека најинтересни се парламентарните избори, зашто тогаш се формира централната власт како клучна власт на земјата, која што има исто така легитимитет, има во своји раце алатки за формирање и оформување на надворешните политики, каде што се сплотуваат или се големите политики. Да, големите стратегии кои што можеби други земји би имали. Сепак, но и на овие локални кампањите се водеа двонасочно. Нешто за локалните избори, но доминираат централните теми и носечки во тие кампањи, кај македонскиот блок партии, поготово СДСМ и ВМРО, беа лидерите на партиите кои дали СДСМ погреши што се нафати на тој дизајн на кампања да одговори адекватно на повикот на опозицијата. Тоа беше карактеристика не само на СДСМ, туку и на останатите владеачки партии. Лидерите беа клучни фигури во самата кампања, што е грешка. Зашто, ако се гласа за градоначалници, за советници, фактички се гласа за локални избори, се гласа за локални лидери. Да, но тие отворија практично битката за централна власт. И еве се случува сега што се случува, ќе проговориме малку подоцна. Тоа за мене е голема грешка. И самата изјава на Заев дека одиме all-in во вториот круг, дека ова е референдум, дали оваа власт треба да обстои или не. И самиот се доведе во ситуација да го каже тоа што го кажа околу неговите оставки.
Па секако дека не може локалните избори да бидат барометар за поддршката на партиите на национално ниво. Ние може да ги сумираме резултатите од советничките листи каде се гласа за партиите. Тоа може да биде индикатор, но тоа не значи дека е легитимитет за партиите да владеат на централно ниво. Легитимитетот беше даден лани, 2020 година, на парламентарните избори, каде што овие партии, ова влада, добија улога, добија задача да ја водат земјата до 2024 година и да ги исполнат сите тие ветувања што ги направија. Џел Незири, важите за добар познавач на политичките партии, воопшто на политичкиот живот во Република Северна Македонија, но посебно гледам и кога ве канат на разни дебати и анализи правите околу политичките партии на албанците во Македонија, околу тој блок. Еве, само за Тетово кратко, им се смачили на тетовчаниот Дуи? Знаеш, владењето на Дуи во Тетово не беше сјајно. Ги немаше очекуваните резултати уште од 2013 година, кога за прв пат, господја Арифи и го доби првиот мандат. Потоа 2017 година доби втор мандат. Значи, низ целиот овој период имаше многу ветувања, малку исполнување. И токму овие резултати, лоши резултати од владењето доведува... Вие стратamo што му пречи на Тетово? Сообраќај, вода, хигиена, ѓубре, комунали, депонии? Со водата и за пиење и за техничка употреба. Од лани, мислам дека се направија, се извршија неколку интервенции на терен за да има 24 часа нон-стоп довод на вода, но сепак се уште има проблеми. Добро, има проблеми градоначалничката беше 8 години, решили некој круцијален проблем околу депониите, околу сообраќајот, околу водата? Па депониите секако дека ги реши, водата делумно е како проблем е решен, но сепак останува, каосот во сообраќајот. Отсутството на места за паркинг, отсутството на зеленило во градот, на паркови, на места каде што децата, родителите би нашле рекреација. И безбедност сигурно од сообраќајот. Потоа непланското градење или давање на дозволи за градба. Се собираат многу нешта кои што на крај доведува до заклучокот дека или не се знаело да се менаџира, или лошо се менаџира. Прашав за Тетово, бидејќи и Тетово е на некој начин индикатор за генералното расположение на граѓаните и на гласачите околу изборот на политичкиот фаворит свој. Од тој аспект, генерално гледано сега на ниво на државата, Дуи, доминантен 20 и кусур години, го губи ли легитимитетот полека, или тоа се само оние нормални политички падови како што се случи сега со СДСМ и со ВМРО-ДПМН, или пак имаат ли кондиција алтернатива БЕСА, Алијанса да го сведат Дуи за година-две на нивото на ПДП, например, на тие партии кои веќе изгубија секаков легитимитет, и на ДПА во кога зборувам за политичките партии и поддршката на овие избори, јас секогаш се водам од гласовите кои што ги добија во првиот круг за советничките листи. Таму се гласа за партијата. Гласањето за кандидатите за градоначалници веќе се персонифицира, да. Се разликува. Можеби некој кандидат добива повеќе од партијата, а има случаи кога добива помалку од партијата. И што вели првиот круг? Првиот круг вели вака: Дуи се уште прва партија во Тетово. Не зборуваме за на ниво на цела држава. За Тетово, ако го ја земеме општината како индикатор како се движат трендовите. Но остана без градоначалник. Но остана без градоначалник од причина што во вториот круг немаше доволен коалицијски капацитет со останатите партии за да се ефектуира тој глас што... Се извинувам, може би причина беше и кандидатката, трет мандат, луѓето презаситени,
дури да била најуспешна можеби. Токму така. Значи, кога зборувам за коалицијски капацитет, секоја партија се води од нивни мерења на расположението на нивното членство кон одреден кандидат. Вие не можете да натерате членство со, не знам, со телекоманда да оди да гласа кандидат за кој што има негативно мислење. Некаде може, но нема влијание на сето Така што членство, тој веројатно, нели? коалицијски капацитет, лош или мал коалицијски капацитет е причина од лошото владење или неможноста да се исполнат ветувањето од страна на Ако господјари. можам да заклучам, прогнозирате дека дуи и натаму ќе остане водечката политичка сила Иво меѓу гостива, да речеме како втора по електоратот на големина албанците во општина Македонија. каде што се концентрирани етничките албанци, Иво гостива имавме една мала предност на алијанса во однос на ДУИ кога станува збор за советничките листи. Значи таму имаме една може ли силна структура на ДУИ. персоналната компонента тука да е посилна отколку во тетовскиот случај, кандидатот на алијансата да е сепак поавторитетен отколку или се уште е авторитетен отколку кандидатката што ги изгуби изборите во Тетово? Да. Можно ли таа персонификација да Мислам дека биде? и ДУИ погреши што отиде тврдоглаво со Ист кандидат. стари, условно кажано, да не кажам истрошени И- кадри. Иво Гостивар. Иво Гостивар. Мислам дека ќе имаше друг резултат ако одеше со млади и докажани кадри. Има многу случаи во други општини каде што победи со такви кадри. И после овој резултат и тие добија силна порака и од тетовчани и од гостиварчани дека нешто мора да се смени. Генерално за ДУИ да прашам, може ли да се извлече некоја резултанта дека сепак ја губи кондицијата што имаше? ДУИ знаеше и да падне од, например, во собрание од 20 на 10 пратеници, па на наредни избори да се поврати на 15, ја нема се уште силата за повторно да дојде до 20, веројатно, бидејќи конкуренцијата е се поголема. Се родија нови генерации, веројатно бараат нови партии, нови лидери. Ако се гледат резултатите, значи во последните изборни циклуси, имаше 2014 година имаше околу 150.000, 153.000 гласови. За во 2016 година да се сведе на 86.000 гласови. Добро, тука треба да се смета веројатно незири на излезноста на луѓето што се иселија, што не се тука, немаат мотив да доаѓаат со автобуси и авиони на гласање или не е тоа пресудно? Преполовен број на гласови, значи не е пресудно. Да, не може да се случи од тоа што луѓе мигрираат надвор, што е факт, но мислам дека беше резултат од бомбите што беа објавени, каде што нивни функционери беа инволвирани. И се очекуваше тој пат да продолжи на ДУИ, зашто ретко која партија може таков пат да стопира и таа траекторија да ја врати повторно на нагорна линија. Но 2017 година, значи, се случија локални избори, една година после парламентарните, таму веќе имаме еден благ пораст на ДУИ, добива околу 90.000 гласови. За во 2020 година ДУИ да добива 105.000 гласови на парламентарните избори лани. И сега имаме за како што кажав, листа на советници имаме 105.000, значи истиот број што има. Значи имаме еден вид на константа, но што се случи внатре во ДУИ во меѓувреме? Значи ги немаме многу од старите кадри на ДУИ. А после локалните избори најверојатно ќе ги немаме и дел од овие што останаа. Значи имаме една стара партија обнована од корен да кажам, само Ахмети можеби еден или 20 ќе останат. И имаме опозицијски партии, нови партии кои од 2013 година функционираат и фактички веќе по некоја аналогија тоа и на СДСМ се случува можеби со така наречените нели стари кадри Скопски, Крила и така натаму Чаршевски. Или тоа е друга тема, не? Тоа е тема за друга анализа. Јас имам еден став кога станува збор за, и тоа го кажувам и јавно и на албански, дека условно кажано македонските партии имаат и кондиција и традиција на постојано реформирање. Значи, само земете како пример
колку председатели смени ВМРО ДПМН или колку председатели на партија смени СДСМ во овој период. А ако споредувате, да речеме, со ДПА, со ДУИ, со Алијанса за албанците, со Алтернатива, значи од нивно формирање, дали од 2002 година ДУИ или 2013 година на Алијанса, лидерите се исти, без разлика од исходот на изборните циклуси. Демократијата внатрешно партиска е се уште на ниско ниво генерално, може така да се смета? Јас гледам ДУИ дека како политичка партија која што веќе почнува да се реформира, нели, и на крај ќе се, можеби во наредните месеци, години, ќе се очекува ДУИ да има и нов лидер. Така што и останатите партии треба овие пораки добро да знаат да ги декодираат, да ги читаат од граѓаните што се на локалните избори. Да речеме, Алијанса за албанците, ако се споредат ако се спореди бројот на гласовите од парламентарните избори лани, значи тогаш има околу 82.000 добиено заедно со Алтернатива, а сега имаат 55.000 гласови. Без Алтернатива има ли шанса да се спојат повторно во една партија и да бидат во некоја власт? Мислам дека овој турбулентен период на формирање на едно па второ мнозинство и, како да кажам, талкање на Алтернатива од еден во друг табор, не може да ветува едно такво нешто. Алтернатива беше еден период со Алијанса во коалиција, неколку избори поминаа, неколку изборни циклуси поминаа заедно, но се чувствува цело време се во опозиција. Да, се чувствува незадоволството од таа соработка на Алтернатива со Од таа соработка на Алтернатива со Алијансата или од фактот што постојано се во опозиција? Па, знаете, ако едно раководство не успева да добива на избори, ако не успева партијата да ја донесе на власт, тогаш тоа е неприфатливо или е лошо и за самото членство, не само за коалицијските партнери. При крај сме со емисија Левица го спасува Заев и СДСМ коалицијата ДУИ БЕСА? Ми го разбирате контекстот на прашањето, дали Левица е факторот што кај дел од албанскиот политички блок или поединци албанци пратеници во македонскиот парламент не се ставаат на страната на опозицијата за да се формира ново мнозинство, токму поради Левица, или Левица само служи како алатка да се извадат за некои други задкулисни може разговори, преговори околу останување нова мнозинство или формирање ново? Мислам дека Левица само им служи како касус бели или како причина покритие некакво за нивните понатамошни постапки. Ако да речеме станува збор за формирање на ново парламентарно мнозинство, тогаш таа партија служи како причина зошто една партија, во конкретен случај Алијанса за албанците, Алтернатива, извинете, нема да биде дел од таа листа. Или пак во наредниот период може да се случи да имаме мандат за формирање на нова влада и можеби некои партии нема да бидат дел од истата заради тоа што и Левица ќе биде коалицијски партнер. Значи многу варијанти се отворени. Сепак Левица според моје мислење како да кажам оригинална во нивната екстремно левичарска идеја, зашто ако ги гледате екстремните левичарски партии, значи тој екстрем на левицата, некои припишуваат дека е левица крајна десница, нешто Златна Зора и слично. Мислам дека крајната десница и крајната левица се слични, само што во нивните идеали и идеологии се разликуваат, а во делувањето се слични. Така што и левица е оригинална во таа нихилистичка, против сите, не знам. И против се. И против се, но, интересно е, би сакал да ве прашам околу Зоран Заев.
најави оставка и од државна и од ова. Како го толкувате ова негов камбек или како негово доброволно враќање, како блеф претходно, како негово или како притисок и од партијата и од коалицијските партнери, особено да се остане сепак на власт и да се задржи? Мој впечаток е дека Заев бараше излезна врата од политиката, со тоа што пред вториот круг најави дека оди all in. Се знаеше дека според резултатите од првиот круг како ќе биде исходот и во вториот круг. Што се знаеше дека шанси се може ли минимални. Зоран Заев да се покае за ова што се враќа во политиката, а имаше шанса елегантно да се извлече? Јас мислам дека сакаше да се извлече, но неговиот проблем е што не успеа да подготви, условно кажано, наследник во неговата политичка партија. Вие само анализирате откако тој рече дека се повлекува до овој период колку само непредвидливи акробации политички се случија, што нели треба да се согласуваме сите дека не беа во интерес на државата. А ако ги гледаме работите од надвор, Заев важеше и се уште важи за партнер на Западот, за човек кој што рефлектира позитивитет не само во односите внатре, туку и во однос на соседите, на човек кој што може би ги содржи тие европски вредности кога станува збор за создавање или воспоставување на добрососедски односи, сериозен пристап и искрен пристап кон решавање на проблемите и така натаму. А зошто Мицкоски не би можел да ги има тие особини и карактеристики кога ќе дојде на власт? Едно е опозиција, популистички настапи и така натаму, не го спомнувам јас Преспанскиот или не знам Северна и така натаму, но кога ќе дојдам на власт, ситуацијата е поинаква. Може ли да се формира ново мнозинство деновиве во парламентот? На што упатуваат вашиот аналитички нерв? Па не е исклучено. И тоа не мора да значи дека со доаѓањето на Мицкоски ќе пропадне и ќе се поништи Преспанскиот договор и ќе пропаднат преговорите со Бугарија. Може и спротивно да се случи да има пресврт, позитивен пресврт во преговорите со Бугарија. Но јас мислам дека има една представа кај странските дипломати кои гледаат кај Заев за овој момент незаменлив политичар кога станува збор за забрзување на европскиот процес тука во земјата и во регионот и интегративниот процес во Европската унија. Така што ако тој се одлучи да се врати, се одлучи за камбек во политиката, мислам дека тоа ќе биде резултат на тие совети што може би ќе ги слуша од надвор, доека Мицковски не дека сепак е модерен политичар, Мицковски успеа на некој начин да ја реформира ВМРО ДПМН, веќе не е таа страната, ги нема тие фигури кои што беа компрометирани, но сепак не се уште ослободен од тој наратив кој што нели е толку силен што може би ќе стане кога ќе биде дел од власта, ќе стане пречка за да се решат проблемите со соседите. Не сум завршуваме, не сум јас љубител на кладилници спортски, политички уште помалку, но што прогнозира Незири деновиве? Ќе имаме ново парламентарно мнозинство или старата коалиција ќе продолжи до, предпоставам, кај да е предвремени парламентарни избори? Јас мислам дека на наредната година нема да бегаме од предвремени избори. За жал, прашањето е кој ќе ги организира. Да, тоа ќе бидат седми поред, ако не грешам, предвремени парламентарни избори. Ние немаме регуларни избори 2006 година. И тоа е индикатор дека земјата не е во криза, туку е во постојана криза. Значи, не успеа сепак, според моје мислење, ова влада не успеа да создаде цврсто мнозинство,
која што би била гарант дека ќе го истра до крај мандатот. А тоа ќе беше индикатор дека земјата конечно се стабилизира и излегува од криза. Иако, да речеме, под предпоставка и ВМРО да создаде мнозинство, тоа ќе биде уште по нестабилно мнозинство од тоа што веќе Парламентот ќе се остане нефункционален и принудно на нови избори. Бидејќи завршуваме, јас имав уште мал милион прашања, но се надевам во друга прилика. Што подготвува, што пишува, што анализира на писмено сега што се вели Джел Незири, магистар Джел Незири, утре доктор Джел Незири? Јас сега сум фокусиран токму на докторската теза. Работам интензивно со... Незиниот наслов е? Или се уште во работна со верзија? менторката е во договарање, но сепак ќе биде во однос, ќе биде анализирање тој сооднос помеѓу етничкиот идентитет и националниот идентитет со фокус на албанците во регионот. Верувате ли во едно општество за сите? Па ние не дека треба да веруваме, немаме алтернатива. Имаме модели успешни, каде што нели тој национален идентитет каде што е посилен од етничкиот идентитет придонесува државата да биде по-прогресивна, по-развојна, со добар живот. Но нели е тука клучот, да имаме една држава за сите? Па мислам дека е тоа клучот, едно општество за сите е еден чекор кон тоа. Така. Дистрикт Цивил прес студио, Джел Незири, ви благодарам. Благодарам и на вас за поканата.